Гоце Делчев, вооружен со социјалистички поглед на светот, со јасна визија за иднината на македонскиот народ, се издигна над своите современици и стана типичен народен водач и вистински револуционерен демократ. Рускиот анархист комунист Роддаев во една пригода за Делчева рекол: "Гоце е душата на македонската револуција. Овој балкански Гарибалди е тип на неуморен народен револуционер." Гоце Делчев стоеше на врвот на македонското револуционерно дело, на врвот на македонската револуционерна организација, во првите редови на борбата на македонскиот народ за слобода. Тој по разни поводи во својот трнлив револуционерен пат, учејќи го народот како треба да се бори, што ќе добие од таа слобода и како да се однесува македонскиот народ со оние кои му го сопираат тоа, односно го сопираат револуционерниот од за ослободување со сопствени сили, честопати во разни разговори со народот или на состаноци со своите најблиски соработници и борци, како и во разговорите со противниците на македонското револуционерно движење, врховистите, изрекувал мисли што имаат длабока револуционерност, вистинитост и во одредени моменти служеле и како програмски определување на македонското револуционерно движење и патоказ на македонскиот народ за негово национално и социјално ослободување. Но пред да изнесеме некои од Гоцевите мисли, ќе цитираме едно искажување на Ѓорче Петров, еден од најголемите соработници на Гоце. Тој вели: "Делчев беше фанатичен поддржувач на максимата дека робството се должи пред се на самиот роб и трпи од него повеќе отколку од мачителот и дека, кога ќе престане робот во својата душа да биде таков, робството исчезнува само по себе." Идејата на неговата дејност беше да го подготви робот душевно во тој правец. Надежите му беа да ја види Македонија еден ден пламната во бунтовнички пожар.